Почнете од почеток со Бони Сала. Верен е оној кој ве повикува и кој ќе го прави тоа. Книга 1 Солунците, 5 глава, 24 стих. Една моја пријателка сподели со мене како си го замислувала нејзиниот возрасен живот кога била дете. Таа има големи планови, прекрасна кариера, која ја овозможувала да биде дар на општеството, така што сите ќе ја фалат. Таа би имала семејство со совршени луѓе, или би била задоволно независна. Таа би била обкружена со прекрасни работи, но би имала толку мирен и понизен дух, што едва и би ги забележувала. Погоди што? Реалноста на низиниот живот денес, без друго како твојот и мојот, е голем дар. Но сиот наш живот е веројатно значително различен од оној кој си мислевме дека ќе го имаме кога бевме деца. Дали му благодариш на Бога за тоа или страдаш од очај дека твоите соништа ти бегаат од дофат? Скот Ерингсон вели: страдањето, не вклучувајќи го мачењето или физичкото повредување, е смртна идејата за тоа дека се функционира. Но Ериксон посочува дека страдањето и милоста одат рака под рака. Дел од нашето страдање е милосрдно. Нашите планови се вообичаено поврзани само со нас. За Исусовиот следбеник, смртта на нашите планови, иако болни, е исто така милостива врата кон животот кој Бог го дизајнирал за нас и кон кој не повикал. Да, страдањето може да биде прикриена милост. Откако сме го преживееле кршењето на нашите само наметнати илузии, може самоуверено да кажеме дека Бог ни даде милост од нашите себични и премалечки визии за нашите животи, нашите заедници и Неговото царство. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.